9 часот и 10 минути редовен термин за доктор Митов, нашиот постојан здравствен консултант, еден од најпопуларните здравствени консултанти во Македонија. Јас тоа можам да го потврдам. Ви благодарам. Ја гледам таа фреквенција на интерес која постои за овие разговори што ги правиме, а и на вашите веб страни и така натаму. Доктор Митов, добро утро. Добро утро. Денеска решивме да поразговараме за една сезонска тема, да ја кажем под наводници, бидејќи доаѓа летото, додуше Славче најавуваше некој дожд. Да. Кај да ќе заврши март и април во јуни. Во јуни. Па ќе дојде летото, а со летото секогаш доаѓаат нели сончањата, одењето по плажи и така натаму. Сонцето е еден фактор кој што знае во овој тип на медитерански земји како што е нашата, или блиско до Медитеранот и воопшто сончеви земји, знае да предизвика здравствени компликации и тие компликации потоа знаат во одредени случаи да бидат многу непријатни, бидејќи ракот на кожата е еден од оние ракови кој што е можеби да кажем најмалку дискутиран во јавноста, барем така мене ми се чини. А најчест. Најчест. Тоа е она што ме интересира. Зошто е таа некаква, како да кажем, некаква диспропорција помеѓу луѓето мислат дека е тоа поневажно, па потоа се последиците компликувани или? Најчест е и целата таа група, нели има неколку подвидови, но сите заедно кога ќе ги ставиме на едно место, ракот на кожа е најчест. И затоа кога се вади статистика, дојка, бели дробови и сите останати кои што се чести, се прави секогаш една увертира како исклучок, се вели освен ракот на кожа кој што излегува од оваа категорија, бидејќи навистина е најчест. Иако е најчест, сепак можам да се согласам целосно со вас дека свесноста не е на ниво за кое што би требало да биде, како и за некои други теми кај нас за жал, меѓутоа нешто што толку лесно може да се евидентира, да се види, дури од самите и лаик ќе познае, ќе збориме за тие изгледи кои што треба да не алармираат, што треба човек да направи. Меѓутоа за нешто кое што на површината на кожата можеме да се го видиме со еден само преглед, а дотолку полесно кај дерматолог, штета е да умираат луѓе, а умираат луѓе за жал. Смртноста за тој вид на ракови изворено висока, особено за меланомот, ако зборуваме, смртноста е изворено висока. Имаше и пробиви тука и за тоа можеме да зборуваме. Да ве прашам само, докаде е стигнат меланомата во третманот здравствен, бидејќи сведочиме дека има пробиви во третирањето на раковите на разни органи. Како е со ракот на кожата? Има ли напредок во медицината? Ракот на кожата до пред 10 години се сметаше за едно од најтешките медицински диагнози. Меланомот особено. Значи за него конкретно мислам. Тоа значи човек кој ќе го види до пред некоја година значеше дека просто онколозите немаат што да му направат. Немаат каква терапија да му дадат и извонредно лимитирани опции. Меѓутоа, за среќа, таков еден пробив се случи во последните 5 до 10 години и тоа во две нивоа, во така наречена таргетирана терапија, и ќе ја објаснам, и во имунотерапијата, која што е иднината на онкологијата. Кај таргетираната терапија прецизно се следи некоја мутација на ген, како што на пример одма се прави тест за кај меланомите дали е така наречен БРАФ позитивен или негативен, бидејќи ако се најде дека е присутен тој одреден ген, може да се даде терапија која што драматично го продолжува животот во однос на тоа што порано сме го сметале дека воопшто е можно кај меланом. Тоа е таргетираната терапија и има пациенти кои што долгорочно преживуваат, што порано воопшто не беше можно. Втората линија на терапија е така наречената имунотерапија. Тука се направи чудо. Значи, и читав многу на оваа тема, вели прв пат во онкологијата можеме да го употребиме зборот лек. Лек во смисла на збор да лекува. Бидејќи вика ретко тој термин кога го користевме не е баш лек во вистинска смисла на зборот, меѓутоа со појавата на имунотерапијата, особено кај меланомот, имаше толку многу примери кој го следи тој свет и што се случува и многу познати луѓе, пардон, како беа целосно излекувани. Примерот за Џими Картер, за претседателот на Америка, го кажувам често, можеби и пред вас, или не сум го кажал пред вас. Сме го спомнали. Така да често го кажам, заради тоа што особено беше специфично дека човекот на 90 и неколку години му диагностицира метастазира меланом со метастази во мозок и во црн дроб и еве го до ден денес се уште целосно
Целосно лекување, комплетно повлекување на метастазите. Доктор Митов, го спомнавте меланомот и спомнавте генетски предодредени состојби, а јас ја отворив емисијава со сонцево. Има ли врска сонцето со овој вид на ракови? Впрочем, за кај меланомот се предпоставува дека главната причина е токму неправилното изложување на сонце. Што значи тоа неправилно изложување? Секогаш, наједноставно и најнародно кажано, дојде ли до момент да изгори кожата, односно не само да поцрвене, ќе поцрвене и со неколку минути, но дојде ли да изгори вечерта да треба да мачкаме кисело млеко, тоа значи дека сме претерале многу и тоа е јасен знак дека на тие зони кај што имало горење на кожата, во следните неколку години да бидеме внимателни, бидејќи таму може да се појави зголемена е веројатноста да се појави некаков проблем. Не е лоша вест, добра вест е ова што го збориме, покранатата свесност. Јас секој месец почнав од минатиот го посветувам на една тема со 1 до 2 пораки. Например, во мај темата ми беше покачен крвен притисок. И пораките беа 2. Прво, мерете, како што многумина воопшто немаат мерено кај нас, мерете. И второ, крвен притисок, измерете крвен притисок. И второ, нормалниот крвен притисок е 120 со 80, не 130 со 90. Тоа беа двете пораки за крвен притисок. И после сега тоа понатаму веќе ќе се Ја веројатно имам 130 со 90. Ева, да расчисти. Сега за месец јуни пораката ми е едноставна. Ако досега не сте биле на дерматолог во живот да ги прегледа бемките, овој месец отидете. Значи толку е цела порака. Нека заборават тој тип на превенција е многу важна и ефикасен начин да се животот го спасува заради тоа што таа промена за среќа која ќе се појави, прво се шири хоризонтално и после кога Како изгледа промената, кажете ми, бидејќи еве. Гледате хоризонтално има начин како да се познае, да. Тоа е таа така наречена ABCD. А значи асиметрија. Значи ако некоја бемка почне да станува асиметрична и не можете да ја најдете оскана симетрија, тоа е прво нешто што треба да внимаваме. Б на англиски е borders или граници. Ако границите делуваат нејасни и како да продира во околната здрава кожа бемката, како да има нијанси, тоа е вториот знак на предупредување. С или color, односно боја. Почне ли на една бемка да гледаме повеќе бои или да менува бои, и тоа е знак дека треба да одиме на дерматолог да го види стручно лице. Д димензии. Ако случајно гледаме како расте, ако надмине 2 мм. И го воведува последно време еволуција, односно ако на некоја бемка и приметиме промени, дека почнува да се менува, да не чекаме и да отидеме на дерматолог. Тоа е тоа што го кажав, зошто е целисходно да го направиме тоа, бидејќи бемката прво почнува да се менува хоризонтално, да расте, а по известно време почнува да продира вертикално. Години се во прашање кога човек има време да ја фати промената како што ние нарекуваме in situ на латински, односно во место. Да биде само тука, тогаш со една најобична ексцизија медицински, само ќе се вади, ќе се сече во здраво, од околу, од оздола и потенцијално фатална ситуација ќе заврши. Морам да ви кажам дека заради игра на некаков случај во кој што јас пред неполни 2-3 недели направив проверка на сите бемки. Да. Бев на дерматолог. Некако на луѓето, јас не се сметам за човек кој што сега може да препорачува здрав живот и така натаму, затоа викам експерт. Да. Меѓутоа, одењето на дерматолог не е како одење на забар, што е само по себе непријатно, секој одење на лекар, сега не можеме да кажеме дека е тоа некаков настан кој треба да се радува човек. Но подразбира се облекување, прегледи, пипкања кожа, потоа делови интимни од телото, бидејќи не е тоа само глава или не знам што и така натаму. И луѓето имаат резерва кон тоа, на тоа гледаат со тоа е просто и некаква култура на однесување. Што можат всушност да направат луѓето во однос на ова? Само доволно ли да почнат да менуваат таа навика, да одат на контрола за почеток? Да, значи знаете како, тој лекар од кој што ни се сомневаат нели или малку непријатно, е навикнат секој ден да гледа полуголи или голи луѓе. Така што не можете да фасцинирате лекар ниту во позитивна, ниту во негативна смисла на зборот кој ќе се совлечете пред него. Сакам да речам, да, тие се тие балкански оптеретувања кои што ние ги носиме, но кога е животот во прашање, кога е здравјето во прашање, треба малку по малку да омекнуваме во таа гледна точка. Тоа е прво. Второ,
ќе даде динамика прецизна колегата дерматолог, кај некои луѓе ако му се види дека има повеќе промени, дека има потенцијално ризични промени, ќе каже да ја сликаме на одреден период за да следиме нели што се случува, но еднаш годишно е повеќе од Еднаш годишно е ритмот кој што треба тој ритм кој што е препорачен. И кој што, знаете како ние еве, ај за стоматолог веќе имаме помирено, имаме прифатено дека тоа одиме почесто. Па кој ќе те заболи запи нема што да Ај нема и кај да оди човек, ама ова некако уште е во доменот на не толку честите прегледи. И бидејќи сум си ја дал таа задача за креирање на јавната свест, просветителство во област здравствена едукација, мораме да зборуваме и на оваа тема. Доктор Митов, од друга страна, Да. сега ние велиме сонцето е фактор и така натаму сето тоа, од друга страна излегуваме од пандемија каде што витаминот Д, кој што е витаминот на сонцето, сега луѓе ќе фатат да се сунчаат за да се заштитат од пандемија затоа што витаминот Д ќе сакаат и ќе им треба да го имаат. Каде е тука балансот? Што тоа значи, од каде се изложуваме на ризика, до каде сме без ризик? Многу убаво прашање заради тоа што одма тука може да видам дека може да се создаде дилема. Значи, излучувањето на сонце сега, во овој период веќе кога сонцето е прилично силно, треба да биде временски ограничено во две димензии. Временски ограничено во кој период од денот и колку време ќе трае. Ако ние поголем дел од телото, 15 на минути го изложиме на сонце до 11 часот наутро, потребата од Д витамин за тој ден и за тој месец ме задоволиле. 15 на минути дури до 11 до 11 часот, кога не е ни најсилно, кога не е, оти сега сонцето веќе многу убаво поставено, нашата земја е доволно јужно, а телото има извонреден капацитет за брзо создавање на витамин Д. Тоа е најквалитетниот начин на создавање витамин Д, не е да се земе во таблета, на друг, на трет, на пет начин, тука едноставно грбот или торзото или голем дел од раце, нозе 15 на минути до 11 часот да го изложиме на сонце, нормално внимавајќи да не изгориме, да не дојде до било какви промени кои што може да нели вознемирувачки, но тоа е многу добро да пазиме на тој баланс, бидејќи поминавме период на криење од се и од се што затворени. И знаете што е многу интересно? Наши луѓе мислат дека ние живееме во топла земја, во сончева земја и дека заради тоа имаме доволно витамин Д. Од искуство, од пациенти кои што мереле витамин Д кај нас, во нашата земја има катастрофално ниски нивоа на витамин Д кај населението. Извонредно ниски. Ретко е да најдете кај некој да биде во горната физиолошка половина витаминот Д, тоа го кажувам од искуство. Особено во месеците во доцна пролет, бидејќи се истрошиле резервите од витаминот Д од минатото лето. Март, април, па и мај до некаде, тоа е многу ниско, а придонесува за низа проблеми, алергиски проблеми, зголемени инфекции, дестабилизација на имуниот систем. Практично витаминот Д е централно во метаболизмот на нашето тело и на имунитетот. Доктор Митов, врзано и за ракот на кожата, и за витаминот Д и така натаму, како влијаат овие вештачки начини на сончење, бидејќи знаеме дека има женски салони со апарати кои што ќе ве поценат кожата и така натаму, тоа е исто како и да се на сонце сончени со позитивни и негативни страни, или нема витамин Д ако легнете под некоја фурна на струја? Тоа е извонредно негативна пракса, извонредно негативна навика и поврзаноста на појавата на малигни трансформации на кожата со употреба на тие солариуми е многу висока. И тука науката е кристално јасна дека тие многу го зголемуваат ризикот од појава на малигна болест. И јас најтопло им препорачувам на госпогиците да не го употребуваат воопшто тој начин на менување на тенот. Макар да и сега постепено, што е опасно исто? Исто е опасно кога сега ќе отидеме на одмор и првиот дел косирање бели ќе се избациме сега нели на плажа и не внимаваме. Треба да сме тие 2-3 први дена извонредно внимателни, па и 5, ако треба. Со многу интензивно. Добро, сега има веќе такви мачкања, такви спрееви, такви и да се мачкаме. Значи тоа е дефинитивно и особено тие првите ден, 2-3 кога мора неколку пати. За крај да ве прашам, има ли возраст кога кожата е почувствителна и појавата на овој вид на ракови, или тоа не зависи од? Не зависи, меѓутоа кај децата е особено треба да бидеме внимателни.
кај децата треба баш тоа мачкање со цел ризик, нели, дека ќе ни бегаат, ќе нема да слушаат, нема да сакаат, меѓутоа таму кај нив особено кожата е особено нежна и треба неколку пати во денот сега кога ги носиме на плажа да ги преплавуваме, нели, што се вели со фактор, со цел да им ја заштитиме кожата од оштетување. Па мислам дека направивме еден вистински, да кажем, една вистинска тура во подготовка на Малку да ги, летните. да ги малку да влијаеме. Така ќе видиме дали ќе има одраз врз работата на дерматолозите. На дерматолозите да почне да им вртат телефоните. Нека. Доктор Мито, вие нема да бидете тука со нас во наредните 2 недели, бидејќи Да. знам дека ќе имате некакви Малку ангажмани и одмор. така. Ви благодарам за оваа сезона. Мислам дека втора сезона поред предизвикуваме убаво внимание. Се надевам дека ќе продолжиме и од септември. Со задоволство. Иако ќе бидеме во контакт и ќе видиме што точно како ви Да. поминува целата таа практика во, како што и сами одвелите, во оваа образовна мисија што имате. Здравствена едукација, да, просветителска. Просветителска. Да. Александар Митов, нашиот стручен консултант кога се здравствените теми во прашање,